Добре дојдовте во студио. Добре ве најдов. Гостин, директорот на клиниката за онкологија, доктор Милан Ристевски. Повод за разговорот е новиот акцелератор, кој што според информациите на Нова не може комплетно да функционира, бидејќи не се набавени сите делови кои што се неопходни за неговата работа. Каква е ситуацијата? Секој акцелератор кога се набавува, би требало да се набави со на комплетна опрема за да може комплетно да функционира во сите негови модули на работа. Значи, новиот акцелератор кој што ние го добивме, тоа е Varian X со серијски број 50PS2. На него го завршивме во едно рекордно брзо време комисионирањето на фотонска енергија од 6 мева. И тој работи, зрачиме пациенти на него кои што би требало да се зрачат со така наречен 2D. Со 2D планирање, тоа се во главном палиативни зрачни третмани на мозок. Колку се тоа пациенти? Колку проценти од скупниот број на пациенти? Едно добри 10%. Значи тоа се ретки пациенти. Што? Фактички сите пациенти што ни доаѓаат со таа индикација, ние веднаш ги ставаме на новиот акцелератор. Сега за да продолжиме за да продолжиме останатите кои што бараат малку посложен третман 3D конформална радиотерапија, која што тој е наменет фактички да ја прави, останува уште еден дел кој што го тендериравме. Тој чини негде од прилика 250.000 евра според цените на Varian, на производителот, официјалните негови цени. Меѓутоа, тој договор се уште не може да стапи на сила, бидејќи ние треба фул да го исплатиме унапред, после тоа 120 дена му требаат на производителот за да го направи и да го испорача. Значи, делот се вика EPID, во превод Electronic Portal Imaging Device. Тоа е еден дел кој што нас ни возможува да видиме колку прецизно испорачуваме зрачење. А ако не оствариме прецизност, тоа автоматски не е 3D конформална радиотерапија, се губи тотално аспектот на конформалност. Кои други делови се потребни? Друго све што беше потребно веќе го купивме. Колкава е сумата, бидејќи пред да го почнеме разговорот зборувавме за некоја сума од околу 400.000 евра. Значи, ако е тоа рече си пола милион, не се малку пари. Дали тоа паѓа на товар на клиниката? На товар на клиниката, да. На товар на клиниката. Самиот апарат е купен од страна на владата, меѓутоа претходната постава на министерството, она што не го ставила во спецификацијата, требало да се стави за да тој апарат функционира, се ние го купуваме од наш буџет. Значи тука е епидот. Понатаму купуваме 2 лиценци од кои што софтверски лиценци за да тој може да работи. Се купува модулот наречен Eclipse, тоа е лиценцата софтверска која што возможува калкулација, пресметка на дозата, и уште еден модул наречен SomaVision, кој што е модул кој што ни овозможува на нас лекарите да контурираме во тој план, односно да обележиме што е она што треба да добие таа и таа доза, а што е она што не смее да надмине над таа и таа доза. Тоа по официјалните цени на Varian е 105.000 евра. Добро, фалеа и други делови, фалеа компресори, безмаслени, безшумни, фалеше чилер, тоа веќе го купивме. Ке може ли клиниката да го поднесе тој товар финансиски и до кога планирате акцелераторот да почне комплетно да функционира, бидејќи не можете да ги примате другите пациенти? За да почне комплетно, така, уште една работа околу тој акцелератор, тој во старт, во самото производство не е спарен со претходните 2 акцелератори на Varian, што е исто грешка у тендерирањето. Ние до нова година и ќе го спариме. Што значи спарување? Тендерот одеше преку министерството? Одеше преку претходната постава на министерството. Јас до ден денес немам информација кој има таа спецификација правена. Значи, новата спецификација за новите акцелератори кои што се во Штип и во Битола ја подпишавме со име и презиме, ја правев јас, доктор Игор Стојковски и нашиот шеф на медицинска физика Душко Лукарски. Акцелераторот чинеше 2,3 милиони евра. Не, значи акцелераторите кои што се набавија за Штип и Битола, за разлика од овој, се поевтини? Сега ќе ви ги кажам соодносите на цени, значи овој заедно со овие делови и царини и данок све заедно, 1 година гаранција, чини скоро 3 милиона. По нашата техничка спецификација, она што го добиваме за Штип и Битола, со
се одлични машини кои што наместо една имаат 2 години гаранција, ги имаат сите овие делови кои што се забораени, да кажам, во наводници во оваа спецификација за нашиот AX. Има 20 години гаранција на акселераторска цевка, што е фантастично. Ги имаат сите потребни софтверски модули и што е најбитно, Електа прифати она што Варијанке нас за жал во Македонија не го прифаќа другиот производител. Тоа е да во секое време на тендер за резервни делови и за интервентен сервис се појават барем два авторизирани дистрибутера, односно сервисера, во некои радиус од 1000 километри кои што на тендер ќе може да понудуваат што пониска цена за делови за интервентен сервис. Има ли образложение зошто не ве консултира вас кога се правеше тендер? Може би консултирале некој од нас, меѓутоа таму не стои никаков потпис. Може би консултирале. Тоа е една мистерија така обвиена во магла која што ден денес не ми јасно. Апаратот беше свечено пуштен пред некој месец, месец и половина. Негде почетокот на мај, мислам, или крајот на. Им дадовме надеж на најтешко болните дека ќе се намалат листите на чекање, дека апаратот ќе почне да функционира конкретно. Значи апаратот почна да функционира точно со првиот пациент на 13 мај. Значи таа недела веќе првата група со пациенти почна да се зрачува. Да, меѓутоа самиот рековте дека не може да ги прими. Сега за сите да ви објаснам кои се фазите. А секој апарат треба во радиотерапија треба да помине, особено линеен акселератор, значи треба да помине низ фаза на комисионирање. Значи има инсталација, после која што следи комисионирање и почнување со работа. Овој апарат работи на 2 фотонски енергии и на 5 електронски енергии. Истите тие апарати во 2003 биле комисионирани цела година од страна на 4 физичари. Сега за оваа машина 20 физичари прават буквално надчовечки напори за да можат што побрзо да го завршат. Сега, она што најчесто како енергија го употребуваме, тоа е фотонска енергија од 6 мева, таа најпрво ја направивме, таа за месец дена заврши. И затоа веднаш после инсталацијата сите пациенти кои што ни се за 2D третман на 6 мева, ние ги зрачиме на таа машина. Како се зрачат во една смена пациентите кои што се на тој апарат, во втора смена веќе продолжува комисионирањето за енергија од 15 мева. Таа треба да завршиме негде до средината на месецов, евентуално крај на месецов, и веднаш после тоа да се почне со комисионирањето на електронските енергии, која што таму некаде до средината на есента треба да заврши, до тогаш ќе го имаме и епидот веќе инсталиран. И се на се кога ќе почнат комплетно да функционира апаратот и пациентите да се зрачат на него? Веќе почеток средина на ноември ќе почне тој апарат сите пациенти да ги обслужува во сите модули за кои што е наменет. А до нова година пак ќе успееме и да го спариме со останатите два, за да кога ќе се деси, не да боже некој дефект на некој од старите два, да може и овој да ги превземе. Значи, да го направеле тоа во самото специфицирање, тој веќе у старт е бил способен да ги прими пациентиве. Меѓутоа на нас ми останува таа дополнителна работа што треба да грешката. Беше расипан и стариот апарат, го поправивте ли? Знаете што секојдневно се случуваат некои мали ситни кварови. За оние посетни работи, да речеме електромоторчиња, за ливчињата од МЛЦ-то, основни некои такви резервни делови ние секогаш имаме на лагер. Меѓутоа, некои работи што не се толку чести кога ќе се десат како дефект, тие делови не постојат на слободен пазар да се купат, него се нарачуваат од производителот, па треба денови. Сервисерите да дојдат, значи каква е во моментот ситуацијата, кај се зрачат пациентите? Во моментов и двата работа, значи старите и 356 и 357, а новиот работи со сите оние пациенти кои што имаат потреба од палијативен зрачен третман на мозок. За оние ретките случаи што реков. Значи до нова година листите на чекање ќе се намалат? Нова година веќе нова година веќе моментот преломен кога листите на чекање би требало да паднат драстично испод месец дена. Драстично испод месец дена. А сега колку се? 2,5-3 месеца? 2,5, па ретко 3, 2,5. 2,5 на двата апарата зрачиме поголем број на пациенти. Сега тука повторно зависи и летово како ќе биде топло, бидејќи стигна препорака да кога ќе се зголеми веќе надворешната температура на 40 да запреме, да направиме пауза додека не паднат тие температури и потоа да продолжиме, што нас не е проблем. Значи ние навечер работиме и навечер апаратите работат, со тоа што они не можат тотално во 3 смени без прекин да работат. Мора да има барем 8 часа време
за да машината се исклучи, за да се направи бекап на целиот систем, да се одмори за да се направи реинсталација, ребутирање и наредниот ден повторно да почне со подигнување на системот, daily check да се направи на дневна проверка дозиметриски и сите работи понатаму да течат нормално. Најавувате некои нови работи на полето на Да. радио? Значи не само тоа што радиотерапијата ќе се расшири во Штип и Битола, во Битола веќе се прави бункерот за машината која што треба да дојде, Штип е веќе проектирањето отпочнато, сега не знам точно баш во која фаза е, меѓутоа во наредната година дефинитивно и тие два акселератори ќе се инсталира, што значително ќе ослободи гужвата од Скопје. Меѓутоа кај нас па на нашава клиника се случи уште еден историски момент. Ние сме во тек на, ја завршивме веќе физибилити студијата, веќе сме на ниво на тендерирање на јавно-приватно партнерство. Имаме заинтересиран партнер кој што сака да ни понуди PPP јавно-приватно партнерство во доменот на радиохирургија, значи би ја добиле најсовремената машина во светот, тоа е M6 платформата на CyberKnife, која што е баш cutting edge технологија. Има ли пари? Парите за бункер ние ги имаме, значи нашата единствена задача е да го направиме бункерот. Опремата ја носи партнерот, а заеднички ја работиме. Ви благодарам на разговорот. Беше тоа студио на Нова ТВ.